Добар ден, драги наши гледачи, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково. Доколку ви е жешко на овие ненормални температури од 40 степени па и кусур, повелете дојдете овде, имате басен, можете да се разладите за повозрастните, убави природни сенки, значи сенки под овие убави дрвја тука. А и додека си се разладувате, ке си каснете по нешто убаво и вкусно. И ние сме денеска овде заедно со нашата екипа, подготвени за рецепт на денот. Ние денеска ќе ви направиме една исто така многу лесна, вкусна и брза тава, која што сите многу ќе ја сакат. Многу е здрава, многу е вкусна и ги имаме сите намирници дома. Тоа е многу тоа е најважно. Тоа е тава со палента и штаве. Значи, наместо штаве можете да ставите киселец, можете спанак, можете што сакате. Брзо, лесно, здраво. За да ја направите оваа тава, вас ќе бидат потребни 2 големи снопчиња или 2 букетчиња на штаве или 3 раце вака спанаки. Значи, кога ќе го измиете на сечкате, 3 пати да земете со 2 раце. Толку треба спанак за 1 чаша, водна чаша, 2,5 децилитри палента, 250 грама мелено мешано мевце, 1 главица кромит, 100 грама насечкан кашкавал или пак сирење можете да ставите, 2 чешниња лук, масло по потреба, 1 коцка за супа која што е од зеленчук, 1 морковче, пола канче кисело млеко, 250 грама кисело млеко, малку макдонос, бибер, сол, мешан сув зеленчук, ако сакате може, ако не, пошто имаме коцка за супа, и малку црвен пипер и вода по потреба. Значи, најмалку ќе ви требаат 3 чаши вода. Да преминеме на работа. Масло по потреба во тавчето околу 1,5 децилитар. Прво ќе го ставиме месото да се испрши. И кромидот заедно. Да си се пропржат. Затоа што ова тава ќе се пече, значи само треба убаво да ги фати врелото масло, месото да ја промени бојата, ќе се испушти, нели, вода, содржи вода и кромидот исто така, и тука ќе ги наредам зачините. Сега ќе му додадам сол на месото, малку бибер, така, и малку буковец, и малку црвено пиперче. Колку на врвот на лажичката, за да замириса. И ќе промешаме. И толку имаме пржење. Потоа треба само коцката, зеленчуковата коцка, да ја свариме во водата.
Сега ќе земам блитвата, или блитва можете, значи, ви кажав, или спанак, или што и да е. Така, малку да му направиме, да го постелеме доле. Сега малку морковче ќе ставаме овде. Едно морковче е доволно, така. И во водата ќе ја зовриеме и палентата. И потоа малку ќе се подпече. Но нема да чекаме да се вари како кога правиме палента или качамак, нели? Не. Само што ќе почне да врие, ќе го истуриме тука. Доволно е. Сега го ставам овде и малку лукче внатре. Убајни. Така. Сега ќе ставам вода. Така. Ќе ставам коцката за супа внатре. И нека си вари. Ми остана уште малку лукче да не се фрли. Јас го ставам во водата и малку масло во водата. 4-5 супени лашици. Сега вака ќе го направам. Убавина. Така. Киселото млеко на крај ќе го споиме со палентата. Нека се вари. Ете така. Ќе си ја принесам тука до мене. Еве, почнува да вари водата. Ја додавам палентата. Така. Промешувам, исклучувам. Додавам од зеленото, дали е штаве, дали е киселец, дали е спанак, се исто, што ќе ви се најде при раката. Така, малку за да се спои со палентата. Леле, колку е ова вкусно! Колку е ова убаво! И сега тука ќе го ставам и киселото млеко. Значи, толку му треба, не треба многу да вари, да пржи или не знам. Значи, се е помалку, гледате колку е тоа малку. Значи, колку да можеме да ги поврземе работите. И редната е веќе вклучена. Леле, погледнете како ова убаво изгледа. Сега си ја пренесувам тавата и веќе е подготвено да оди во тава. Ете така, каков ручек има да биде ова. Евака, само лефтерно од озгора, значи да не го изместиме меленото месо. Ете така, само малку вака, нели помеѓу мевцето и штавеот доле.
Ево, оно си прави меури затоа што влегува внатре. Сега ќе го ставам кашкавалчето одозгора. Ви реков, ако немате, ставете сиренце. И ова доволно е 15 минути да се пече, ништо повеќе. Затоа што доволно е на палентата 15 минути и на спанакот или штавеот сосем доволно 15 минути. Треба да има течност во тавата, значи да не биде суво. Еве, драги мои, сега оди на печење во кујната, дури можам и малку вака, за да не ни изгоре кашкавалот. А и на крај да пробам, да видам, вака нека навлезе кашкавалчето малку. Сега ќе пробам за сол. Ох, колку е ова убаво. Ох, не можам да ви кажам колку е убаво. Мераци. Печам 15 минути, ви останете со вкусот на традицијата и одиме на трпезата да го пробаме. Еве, драги гледачи, готова е тавата со штаве и со палента. Значи, ова е нешто за мерак. Врела, само што извадивме од ревната. Леле, ова е мераци. Ете така. Видете, сос, полно е со сос. Полно. Одозгора кашкавал. Дури само подголтнувам. Каква убава текстура има, како е ова вкусно. Значи, се му е таман. Леле, врело. Леле, колку е убаво. Леле, колку е добро ова. Не можам да одолеам, значи не можам, морам еднашка вака да направам. Леле, колку е добро. Ау, направете го, ова, одма да сте го направили. Превкусно е. Има вкусна комбинацијата. Меленото месо, па со киселото млеко, красатко, палентата или пченкарно брашно. Значи, како му направила, така го заокружи всушност сето ова, а блитвата, можете со луто пиперче, со салатка, со што ви душа сака. Очекувам фотографии од ова преубаво и превкусно јадење. Драги мои, велат, не им читајте на луѓето од устата, затоа што устата зборува 100 лаги, може да каже. Читајте им од очите, затоа што очите кажуваат 100 вистини. На здравје, многу ве сакам, се гледаме следната емисија. Довидување.